Добар ден на сите, почитувана амбасадорке Сибил Сутер Техада, почитувана министерке Царовска, почитувани представници на Стопанската комора, почитувани градоначалници на Гевгелија Богданци Валандово, председатели на совети, пратенички од Богданци кои што се денеска со нас. Серијата трибини од кампањата Учи паметно, работи стручно на владата на Република Северна Македонија на Министерството за образование во соработка со локалните самоуправи е дел од нашата приоритетна агенда за идентификација на потребите на пазарот на труд, врз основа на што ги правиме модификациите во нашиот образовен систем. Низ дебатите со учениците и со представниците на реалниот сектор, односно со нашето македонско стопанство, ги презентираме предностите на средните стручни училишта, како и придобивките за учениците, кои ги мотивираме да се образуваат како стручни млади луѓе, за кои постои огромна потреба на пазарот на трудот. Стручното образование е високо на приоритетите на владата. Со вложување во средно стручно образование создаваме граѓани кои што се работоспособни и директно може да се вклучат на пазарот на труд, но имаат и можност да се вклучат исто така и во високото образование. Во овој концепт на дуално образование, стекнувањето на стручните вештини во училиштата во огромна мерка се надополнува во тесна врска со компаниите кои покажуваат огромен интерес и поддршка да обезбедат можности за практична работа низ производствените процеси. Во таа насока, оваа година ја променивме политиката за стипендирање и за прв пат се воведоа стипендии за стручните училишта. Го зголемивме бројот на стипендии за електротехничката струка, која што е значаен дел од нашата индустрија, како и бројот на стипендии за машинската, земјоделско-ветеринарската, текстилно-кожарската и градежно-геодетската струка. Ова го правиме за да намалиме хиперпродукцијата на непродуктивни кадри и за да го стимулираме образованието кон градење на високостручни кадри кои се веднаш подготвени да одговорат на современите потреби на новата македонска економија. Истовремено, овие образовни политики се добра основа и поттик за младите луѓе да се охрабрат и своите идеи да ги претворат и во успешни собствени бизниси, да ги искористат поволностите од финансиската поддршка на стартап компаниите, што е особено значајно во пост-ковид периодот кога се очекува рестарт на економијата и економски раст. Овие квалитетно квалификувани кадри ќе бидат добредојдени во компаниите што инвестираат во нашата земја, а кои пат исто така заради развиената технологија бараат стручност и компетативност. Секако, младите имаат секогаш можноста да бидат и сами своји газди, преку сите поддршки кои што државата и сега ги обезбедува и во следниот период уште повеќе ќе ги обезбедува. Секако, на крајот важно е да напоменеме дека образовните реформи во овој дел ги спроведуваме со поддршка на нашите пријателски земји, како што се Швајцарија, и амбасадорката е насекаде со нас, да буквално го пренесе своето практично искуство, учиме од искуствата на Германија, на Австрија и на многу други земји, од кои што навистина ги преземаме нивните најдобри искуства за примена на дуалното стручно образование. Благодарам. Почитувани медиуми, почитувани граѓани, почитуван председател на владата на Република Северна Македонија, почитувана амбасадорке, почитувани представници на Стопанската комора, градоначалници, представници на компаниите. Навистина е значено што ова рунда на диалози кои што се случува на локално ниво, а е под мотото Учи паметно, работи стручно, има за цел да ја врати довербата помеѓу училиштата кои што нудат средно стручно образование и компаниите кои што се на локално или на регионално ниво. Сите ние сме свесни дека потребата од квалификувани работници е голема и дека навистина е важно за развој на економијата да училиштата или образовниот систем воспостави квалитетни образовни програми. Но за да може тие да бидат квалитетни и во чекор со времето и потребите на компаниите е значајно да учествуваат во образовниот процес. И токму тоа го правиме и го градиме заеднички со Стопанската комора. Како влада веруваме дека само преку овој тип на диалог може да стигнеме до отварање на верификувани профили со учебната 2021-2022
во однос на она кој што е потреба на локалните компании и регионалните оние економии кои што функционираат. Затоа, она кој што ќе произлезе како заклучоци од овие дебати кои што се случуваат во градовите, ќе произлезат и огласите за запишување во средните стручни училишта. Но владата не само што ќе ги прилагоди огласите за запишување во стручните училишта, туку и ќе овозможи стипендирање за оние профили кои што произлегуваат како потребни на овие дебати. На тој начин поттикнуваме да учениците се запишуваат, а од друга страна воспоставуваме можност да компаниите ги прилагодат програмите во училиштата согласно нивните потреби. И на тој начин се создава можност да одреден профил под себе содржи неколку подкатегории и неколку компании да учествуваат во образование, да кажеме на една паралелка, и со тоа немаме обврска да целото оделение или целиот клас биде во една компанија, туку напротив ги поттикнуваме и малите и средни компании да учествуваат во дуално образование и да обезбедат кадар за себе или пак за секторот во кој што тие функционираат и действуваат како економија. Ви благодарам.